Предупредувачки барања испратија денес незадоволни оризопроизводители од Кочанско-Облешевскиот крај. На ваков чекор тие се одлучија откако откупната цена на оризовата арпа падна на за нив катастрофално ниво од 15 до 20 денари за килограм. Доколку продолжат со ваква катастрофална откупна цена, 16-17 денари до 20 денари за прва класа ориз, нашето оризопроизводство ќе замре во оваа држава. Ние имавме средба со министерот за земјоделие, тој ни вети дека ќе направи промени во откупната цена и политиката во земјоделието, но од тоа немаше ништо. Според оризопроизводителите, со вакви цени и однос, систематски се уништува третиот економски столб во државата – земјоделието. Ја мислам како може да работи некој, а да не зима пари. Како може сите да зимат на 25-ти, кој на 5-ти, кој на 15-ти, а ние може цела година да си чекаме. На онај ваучери, на онај маучери, а на нас зубник. Уште да ни стават и ништо друго не ни треба. Пред 2 месеца оризопроизводителите беа на средба со министерот за земјоделство и тогаш им било ветено поголема грижа за нив, нешто што минатата недела во Штип го повтори и заменикот министер Трајан Димковски. Во моментот цената е некаде 20, нешто над 20, барем онаколку што ги имам последните информации. Се надевам дека нема да се спушти на психолошката испод 20 денари, доколку спадне по таа цена, целкако дека има простор за разговор, да бидеме отворени, таа комуникација постојано ќе ја имаме, но не би одел со онај моментот дека како ни стигнува производството, постојано да бараме интервентни мерки, затоа што цените варираат на пазарите. Од друга страна, оризарите и дадоа не повеќе од 3 дена рок на владата да го реши овој проблем. Во спротивно, предупредувањата ќе се претвореле во блокади. И ние оризопроизводители сме доведени во ситуација да мора да ги опоменеме во рок од 2-3 дена да преземат некои мерки за да го решат нашиот проблем. Ако не, ние ќе ги радикализираме нашите барања и ќе пристапиме према блокирање на патишта и други работи со порадикални цели и мерки. Во источниот регион подори се околу 5 до 6.000 хектари, но поради сушата годинава него го имаше на не повеќе од 4.000 хектари, од кои се ожнеа околу 18.000 тони оризова арпа.